Македонските државјани остануваат и понатаму непожелни во земјите членки на Европската Унија. Драматичното зголемување на бројките на заболени со COVID-19 во Македонија не ги остава спуштени рампите за патување. Според најновата нацрт листа на Европската Унија, објавена од Euronews, само 15 држави ќе можат слободно да патуваат во европските земји. Од земјите од Балканот на листата се само Србија и Црна Гора. Покрај нив, во Европа би смееле да влезат и граѓани на Алжир, Австралија, Канада, Грузија, Јапонија, Мароко, Нов Зеланд, Руанда, Јужна Кореја, Тајланд, Тунис, Уругвај и Кина. Како што пишува Euronews, имало доста несогласувања меѓу државите околу критериумите за носење на оваа одлука, бидејќи дел од нив сметале дека податоците за стапките на заразени со COVID-19 не се веродостојни. Истовремено, аеродромите во Скопје и во Охрид се отвараат в среда со летови на Визер. Првите туристи во земјава ќе дојдат од Холандија и Полска. Она што е најважно за патниците е следното: да пристигнат на аеродромите најмалку 3 часа пред нивниот лет, да стават заштитна маска пред да влезат во терминалната зграда на аеродромот, да ги дезинфицираат обувките и рацете на самиот влез во зградата и постојано да одржуваат физичко растојание. И нашиот јужен сосед Грција ги отвара сите аеродроми за патници од странство, како и 7 копнени гранични премини, меѓу кои е в зони на македонско-грчката граница, но до утре ќе се знае дали ќе ја отвори границата и за македонците. Македонските граѓани без тест и карантин може да патуваат само во Србија, Албанија, Косово и Турција, а кај нас може да влезе странски државјанин без да се тестира и да оди во задолжителна самоизолација. Македонските државјани може да заминат во Бугарија, Хрватска и Црна Гора, но таму ќе мора да бидат во 14-дневен карантин.